Почитувани ученици, добар ден! Еве не со уште едно ново видео. Уште еднаш, ќе се потрудиме на учениците од 6 оделение да помогнеме да совладаат новата наставна содржина, меѓутоа и да ја збогатиме нашата колекција од наставни содржини на каналот YouTube. Така, денеска ќе зборуваме за културата кај хелените и многу е важно да се истакне дека секоја генерација која што живеела и екзистирала на планетата Земја, дека придонела за развојот на човековата цивилизација. Секоја генерација дала свој удел за да го имаме денеска тоа што ние го нарекуваме современ свет или развиена цивилизација. Така, старите грци или хелените ќе дадат своја улога или свој белег, свој придонес во изградбата на човековата цивилизација во целина. Да видиме кои се тие значајни работи кои што ќе ги направат хелените во стариот век. Па така ќе започнеме со книжевност и театар. И веќе добро знаете, односно кога ја зборувавме ние лекцијата Хелада, кажавме дека најстари пишани податоци за тоа што се случувало во Хелада имаме од стариот грчки писател Хомер, кој што ќе ги напише двата познати дела Илијада и Одисеја. И за Илијадата и за Одисејата ние веќе зборувавме. И треба да кажеме дека практично и Илијадата и Одисејата представуваат значаен историски извор и дека благодарение на тие пишани податоци ние имаме представа што се случувало во минатото. И кажавме дека Илијадата ја опишува Тројанската војна, последните денови од Тројанската војна, а Одисејата го опишува патешествието на јунакот Одисеј при враќањето дома во на неговиот остров Итака, каде го чекала неговата жена Пенелопа. Сега, што се однесува до ова, пак ќе повториме, најпознати книжевни дела се еповите на познатиот грчки поет Хомер, а тоа се Илијадата и Одисејата. Треба збор два да кажеме за театрот, бидејќи самото име театар ни покажува дека во тоа време во Грција постоел театар, односно во тоа време грците биле цивилизацијски еден чекор понапред од другите, бидејќи театарот и ден денеска представува една од најзначајните придобивки на 21 век, а и на сите временски периоди кои што поминале низ историјата, но поентата ми е дека и во 21 век и во современото време театарот представува една од најзначајните културни придобивки на човекот. Знаете дека во театрите се одигруваат театарски представи. Тие театарски представи во Грција се одигрувале во амфитеатри. Значи, амфитеатри, еве како изгледа еден грчки амфитеатар. Гледате, ова е полукруг, а тука, каде што мрдам со стрелката, е сцената каде што се наоѓале актерите. Како и сега и тогаш, представите се делеле на комедии или со среќен крај и трагедии или со тажен крај. И најчесто комедиите се одигрувале на есен, а трагедиите на пролет. И сега вие
ќе си помислите дека може би требало да биде обратно. И зошто е тоа така? Зошто комедиите на есен, место нели да бидат на пролет, кога се буди природата, имаме нов почеток, нов живот и така натаму. Тоа е така, бидејќи на есен се собирале плодовите. Се она што луѓето го работеле во текот на целата година, го собирале на есен и тогаш биле најсреќни. Затоа во тој временски период најчесто се одигруваат комедии, додека знаете дека напролет и покрај тоа што се буди природата, убаво, зелено и така натаму, сепак тој е временски период кога започнуваат работите, кога започнуваат обврските на луѓето, а луѓето им не се многу среќни баш кога имаат многу обврски. Така можеме да заклучиме дека најпознати автори на трагедии биле Аисхил, Софокле и Еврипид. Значи, овие се најпознатите трагедиографи и луѓе кои што пишуваат трагедија. Би го извел тука Еврипид, кој нели се наоѓал дури и во дворецот на македонскиот крал Архелај, дури тука нели ќе го заврши неговиот живот. Дошол нели се со цел да го напреди културниот живот во Македонија во тој временски период. Додека најпознат комедиограф ќе биде Аристофан. Од прилика тоа е тоа што требаше ние да кажеме за книжевноста и театрот. Сега, што се однесува до науката, во Стара Грција или во Хелада ќе се развијат голем број на научни дисциплини. Така, ќе се занимаваат со филозофијата, историјата, медицината, математиката и така натаму. Особено, или тука би издвоил филозофијата, бидејќи ќе се појават голем број на значајни филозофи, тогаш постоеле така наречени материјалисти и идеалисти. Од идеалистите, нели, најпознати филозофи ќе бидат Сократ, Платон и Аристотел. Значи, Платон ќе биде ученик на Сократ, ќе го напише неговото познато дело Државата, во кое што нели објаснува како треба да изгледа едно општество. Тука е Аристотел кој ќе го напише нели познатото негово дело Политика. Значи, Аристотел е познат и по тоа што ќе биде нели учител на Александар Македонски, односно Александар Македонски ќе биде ученик на нели големиот грчки филозоф Аристотел. Сега ви кажав дека ќе се развијат и другите науки. Тука би извоиле историјата, тука нели ќе се појави Херодот, кој што ни е познат и како татко на историјата. Прв ќе почне да запишува што е тоа што се случувало во минатото. Тука и Тукидид, човекот кој што ни дава драгоцени информации за Пелопонеските војни, а и самиот ќе биде учесник во таа позната Пелопонеска војна или Пелопонески војни, кои што ќе траат 27 години некаде. Основач на медицината кај хелените, значи човек кој што најмногу ќе развие медицината во Стара Грција, ќе биде Хипократ. Хипократ ни е познат и по тоа што и денеска во 21. век, кога лекарите положуваат заклетва, ја положуваат познатата Хипократова заклетва во чест на Хипократ. Тука нели би го издвоили и еден од најпознатите математичари воопшто во историјата, Питагора и неговата теорема. Значи, и од прилика тоа е тоа што ние треба да го кажеме за науката. Ова ви се статуи кои што ќе ви ги покажем како изгледа нели Сократ, еве ви го Платон, еве ви го Аристотел. Ова тука ви е Херодот, таткото на историјата. Сега треба да кажеме збор 2 за грчката архитектура и уметност. Хелените се познати и по тоа што нели биле добри градители. Оставиле значајни архитектонски градби.
да не кажам импресивни градби. Градбите биле карактеристични посебно по нивниот архитектонски стил, по тоа се разликуваат, а во градбите посебно место, ќе завземат грчките столбови. Тоа се дорскиот, јонскиот и коринскиот стил. Еве како изгледа дорски стил, како изгледа јонски стил, како изгледа корински стил. Гледате дека најчесто се разликуваат на врвот од столбот, каде што има различни украси. Тие се, пак ќе повторам, дорски, јонски и корински стил. Се граделе и палати, меѓутоа најпознати и најубави градби биле храмовите. Храмовите биле украсувани со слики од грчката религија и митологија, а исто така, освен тоа што се занимавале со слики од грчката религија и митологија, тие ќе се занимаваат и со скулптурство, односно со вајарство, ќе бидат познати и како добри скулптори, односно добри вајари. Гледате како се развива уметноста, ем сликарство, ем вајарство. Најпознати скулптори биле фрлач на диск и носач на копија. Еве скулптурата фрлач на диск, ова вие римска скулптура, меѓутоа е направена како копија на грчката, да кажем, главна статуа. Сега, збор 2, можеме или треба да кажеме и за религијата, како и сите, пак ќе повторам, како и сите антички народи, така и хелените имале своја религија која се одликувала со политеизам, односно верување во повеќе богови. Исто така, хелените се познати и по нивната прекрасна митологија. Тие верувале во надприродни сили, односно во митови, како што се, например, свингите, знаете, пример, глава на лав, тело на човек, како што се сирените, кои што се наоѓаат во морињата и представувале опасност за морнарите. Тие кентаури, минотаур, односно тело на конј или на бик со глава на човек, тело на бик, глава на човек, тело на конј, глава на човек, такви кинотаур, минотаур и така натаму. Имале такви голем број на митови, од кои создале прекрасни приказни, а грчката митологија е една од најубавите. Исто така, тие верувале и во повеќе богови, тоа веќе го кажавме. Врховен бог ќе биде богот Зевс, кој што ќе биде бог на небото и молњата. Тука е неговата жена, божицата Хера, која што ќе биде божица на бракот. Тука е Атина како божица на мудроста. Еве ви ги поголемиот дел од божествата. Тука е, гледате, Дионис, богот на виното и уживањето, Артемида, божица на ловот. Тука е Хефес, бог на ковачките или на ковачкиот занает, Афродита, божица на убавината и така натаму. Ви кажав дека тие градат импресивни градби, меѓу кои најпознати се, да кажам, храмовите на боговите. Така, например, во Атина е познат како Партенонот, седиштето на главните богови. И од прилика тоа е за религијата кај старите хелени. И имаме уште да кажеме за Олимписките игри. Гледате каква цивилизација развиваат, имаат театар,
како културна манифестација, имаат сликарство, имаат вајарство, имаат прекрасна архитектура, а гледаме дека сега се занимаваат и со спортски игри, односно се одржувале олимписки игри. Игрите се одржувале на планината Олимп во чест на боговите, тие што прекрасно ги споменавме. И игрите траат 5 дена. Првиот ден било свечено отварање, последниот ден биле доделување на награди, додека 3 дена имало надпреварување и најчесто се одржувале трки во трчање, скокање, фрлање копје, ѓуле, диск, борење и слично. Значи, тие се најзначајните дисциплини, особено најзначајна ќе биде дисциплината маратон. Значи, вообичаено тој кој што трча маратон бил најголема звезда на Олимпијадата. И исто така треба да се напомене дека за време на Олимпијадата се прекинувале сите воени дејства. Додека да завршат Олимписките игри, после тоа пак продолжуваат. Олимписките игри за прв пат започнале да се одржуваат во 776 година пред нашата ера и еве ви како изгледале сите тие дисциплини и трките во кои тие ќе се надпреваруваат и дисциплините во кои ќе се надпреваруваат. Еве ви како изгледа борење, фрлање на копје, трка со двоколка, диск, трчање и така натаму. И после тоа Олимписките игри ќе се укинат, меѓутоа некаде кон крајот на 20-тиот век или во 1896 година под, да кажем, патронство и идеја на големиот Пиер де Кубертен ќе се одржат првите модерни олимписки игри во Атина, на местото каде што од секогаш биле започнати. Ова е слика од првите модерни олимписки игри. Од прилика тоа е тоа што требаше да го кажеме. Се надевам дека беше интересно, бидејќи се работи за интересна лекција. Се надевам дека ви помогнав да совладате дел од наставната содржина. Со ново видео и со нова лекција ќе се